ќе кажам нешто, па после ќе му дадеме збори на Ико. Како директор на Евангелско-теолошкиот институт во Куманово, денес имам привилегија да доделиме диплома на еден студент кој учеше вредно и мачно и еве конечно заврши веќе во декември, ама денеска вака официјална промоција на дипломата. И мене ми е особено драго за тоа. Денеска затоа што еве доделуваме диплома на студент по теологија, ќе зборуваме за важноста на теологијата. Зошто тоа е важно нешто и најпрвин да одговориме што е теологија. Самиот збор ни кажува што е, составен од два грчки збора, теос и логос. Теос значи Бог и логос значи учење или наука. Што значи кога ќе ги споиме, теологијата е учење за Бог. Во теологијата учиме кој е Бог, каков е Бог, што бара од нас Бог, нашиот однос кон Бог, светот кој Бог го создал како треба да го гледаме според очите Божи, значи сите работи поврзани со Бог и целиот свет кој Бог го создал, така што можете да замислите ако зборуваме за Бог, создателот на небото и земјата, и за небото и земјата кои тој ги создал и за нас во тој свет, има многу што да се зборува на таа тема. Неисцрпна тема, колку што е Бог неисцрпен. И зошто теологија? Најпрвен може да се каже за лична корист, да речеме. Исус во Јован 17:3 велија животот вечен е тоа, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Значи да го познаваш Бога, единствениот Бог, и да го познаваш испратениот од Него Исус Христос, значи да имаш живот вечен. Нашето познание на Бога и испратениот од Него Исус Христос директно влијае на нашата вечна дестинација. Ако не го знаеме Бога и не го знаеме Исус Христос, нема живот, вели Словото. Толку е важно тоа. Оттука теологијата е всушност предизвик за секој поединец. Тоа не е нешто потребно само за одредени професионални индивидуалци. Тоа е нешто што му треба на секој човек. И сите верници во принцип треба да бидат теолози. И сите верници треба да поработат на своето теолошко знаење. Така што јас дури би рекол, студирањето теологија треба да биде предизвик и за сите верници. Јас би сакал целата црква да може да се подига во знаењето за Бога, да го гради собственото спасение. Колку повеќе го познаваш Бога, да го сметаш тоа за личен бенефит, лично учество, личен залог во Царството Божие. Тоа е животот вечен, ни вели Исус. Колку повеќе го спознавате Бога и Исус Христос, толку повеќе вложувате во вашиот небесен капитал. Така што тоа би требало да биде предизвик за сите. И секогаш христијанството низ историјата било промотор на образование, промотор на таму кај што немало азбука, создавана била азбука, таму кај што немало книги, почнале да се преведуваат, да се пишуваат книгите, обично најпрвин со Библијата. И така се образувале, така се едуцирале народите. Црквата станува токму затоа што христијанството е религија на книгата, меѓу другото, токму затоа и носи образование, носи општа едукација на народите меѓу кои доаѓа. И со таков ум треба да пристапуваме кон светот околу нас. Просветлени сме, изборовите просвета доаѓаат од просветление пред се преку Словото. Образование значи да добиеш образ, а образот е според образот Божи. Ние треба да го вратиме образот Божи што Господ не создал според образот или ликот или подобието Божјо.
И тоа е главната цел. За жал, современиот свет мисли дека има образование без било какво теолошко сознание или дека има просвета без теологија. Па зборуваат за просветители, да речеме за Климент и Кирил и Методи како просветители, а не зборуваат за важноста на теологијата. Просветители во некаква само научна смисла, но едното без друго во суштина не оди. И така треба и да имаме пристап. Втората работа, зошто треба да ја познаваме теологијата, е затоа што знаењето за Бога не останува само за нас. Знаењето за Бога треба и да го расшириме со други луѓе. Да го проповедаме евангелието на другите луѓе. И за тоа ни треба одредено знаење. Нели, можеме да сведочиме на некој човек кој воопшто ништо не знае за Бога и да му кажеме по некој збор за Бога, некое наше лично сведоштво или можеби едноставна поука за пораката на евангелието, но треба да претпоставиме дека има и луѓе кои што знаат по нешто, читаат по нешто, имаат посложени прашања на кои треба да им се понуди одговор. Ако се сеќавате на сторијата за средбата на Филип со етиопјанинот во Дела апостолски, таму гледаме еден етиопски евнух, главен служител на етиопската кралица, оди во Ерусалим на поклонение, значи е заинтересиран за старозаветниот еврејски Бог и во ревност оди во храмот во Ерусалим на празник и таму од ревност си купува свиток од пророкот Исаија. И толку е воодушевен од она што го доживува, иако според Стариот Завет евнухот нема ни право да влезе во храмот, затоа што е скопеник. И како сакатен во телото, според Мојсеевиот закон, нема право на пристап таму. Но секако неговата глад, неговата жет, тие се скопеници за да може без некаква телесна поход да служат во царскиот дворец. И како и да е, оди во ревност да го запознае Бога, купува свиток од Исаија и толку е гладен за Бога што почнува да чита на пат назад кон Етиопија. Чита од пророкот Исаија и Господ го гледа срцето на тој човек, дека вистински го бара Бога. Богобарателите се присутни насекаде околу нас. Луѓе кои што малку се интересираат, кои што нешто читаат, кои сакаат да знаат. И специјално Господ го праќа во мисија Филип. Напушта одлична работа, пробудување, нашенски кажано, во Самарија и оди за еден човек во пустиња да го пресретне. И Господ му вели приближи се до овој човек и Филип се приближува и слуша, овој чита 53 глава од пророкот Исаија. Токму она за Месијата, за маченичката смрт на Месијата. И чита 53 глава Исаија, тоа се поклопувања Божи, Бог со духот ги спојува луѓето да се најдеш на вистинско место во вистинско време, да се случи вистинскиот момент за комуникација и за конверзација. И Филип го слуша и му вели, разбираш ли што читаш? Кој вика, како би можел да разберам ако некој не ми објасни? За кого вели овде овој пишува? Дека е некој маченик за себе или за некој друг? И замислите си вие да одите и да слушнете некој чита. Дали би знаеле од кај чита, што чита и дали ќе знаете да му одговорите или да му објасните кога вели од кај би знаела ако некој не ми објасни. Секој од нас да си постави прашање дали можам јас да препознам текст од Исаија, да речем, 53 глава или било кој друг текст од Библијата, дека е библиски текст прво, па потоа од каде е, уште потешко и можеби уште подобро ако знаеш и глава и конкретен стих. Сакам да кажам дека и Филип за тоа не знае, не знам, со некој не му се сонило на него.
за да знае од кај е тој текст. Туку го читал, го разработувал, го проучувал текстот и почнува да му проповеда за Исусот. Тој текст го користи да му проповеда за Исус, го пресведочува, етиопјанинот е гладен, тој е готов. И вели, одат заедно, наоѓаат насред пустина некоја вирче со вода, вели, еве вода, што ми пречи да се крстам? Филип му вели, ако веруваш од се срце, може. Вели, верувам дека Исус е Господ. И Филип вели, добро, застануваме, слегува во водата и го крсти. И тоа е практично, гледаме има луѓе, сакам да кажам дека читаат Библија некаде околу нас. И ние треба да се подигнеме на ниво да можеме да им објасниме што пишува во Библијата, што значи тоа, да можеме да ги доведеме до точка на примање на Исус, да можеме да им организираме и и крштевање и цел духовен раст понатаму. Апостолот Петар во прво послание 3:15 не поучува дека треба да бидеме спремни да дадеме одговор кој ќе не прашаат за причината на нашата надеж. Фактички и тоа е предизвикот. Да може да се оспособиме да одговориме на прашањата на другите луѓе. Евангелизацијата е можеби најдобриот мотиватор дека треба нешто да се прочита, дека треба нешто да се доучи. Ако си седите дома и ако си ја чувате верата во приватна собственост, ќе поставувате прашања толку колку што ви е капацитетот ваш. Можеби со тек на време нема да поставите ни едно ново прашање и ќе мислите дека теологијата е губење време. Но ако искочите да евангелизирате, ако се обидете да разговарате со луѓето, ќе сретнете различни луѓе со различен пристап и прашања на кои ќе ви бараат одговор. Или ќе треба да им објасните по нешто. Ќе разговарате со атеист, разговорот со атеист е сосема различен од разговорот, со агностик или со религиозен човек. Разговорот со муслиман е различен со разговор со номинален православен или католик. Разговорот со Јеховин сведок е сосема различен, разговорот со адвентист е различен, разговорот со хиндуист е различен. Зависно од човекот кога го среќавате, има разни предизвици, разни прашања, разни дилеми со кои ние треба да го пред све да го разбереме нашето верување, вистината за Христа, за да можеме да им ја понудиме како спасителна вистина и на нив. Колку имаме потреба понатаму да раснеме во нашето учество во делото Божјо, освен во евангелизација, ако се дрзнеме така, под наводници дрзнеме во позитивна смисла, ако се дрзнеме да поучуваме, тогаш одговорноста станува и уште поголема. Затоа апостолот Јаков во 3 глава 1 стих ни вели: не барајте многумина од вас да бидете учители, ќе бидете судени построго. Зошто ќе бидеме судени построго? Затоа што кога знаеме погрешно за себе, тогаш имаме одговорност само за себе. Ама ако знаеме погрешно и, пак ќе кажам, се дрзнеме да зборуваме пред другите, тогаш имаме двојна одговорност и за себе и за другите што ги заблудуваме. И затоа ќе бидеме ни вели, немојте сите да брзате да бидете учители. Затоа што ќе бидете судени построго. И за себе, и за другите. Сега јас кога стојам овде и зборувам пред вас, мора да сум сигурен дека она што го зборувам е корисно за мене и корисно за вас. И дека е вистина како за мене, така и за вас. Уште повеќе за мноштво луѓе кои слушаат и се подложни на идеите кои јас себе ги пласирам во овој момент. Практично, познавањето на теологијата ни користи на нас и на луѓето околу нас. За спасение наше и за спасение на луѓето околу нас. За изградба во духот, во процес на учеништво, во изградба и така натаму.
Непријателите на теологијата или антиинтелектуалната струја често пати и во христијанството ќе каже, ама апостолите немаат теологија, тие беа ривари, тие беа обични луѓе. Тоа не е вистина. Апостолите учеа теологија 3 години со најдобриот учител по теологија. А тоа е Исус Христос. Го слушаа Него што зборува, живееа заедно со Него, одеа заедно со Него, служеа заедно со Него, го гледаа како прави чуда, го гледаа како им помага на луѓето, гледаа што проповеда, гледаа како поучува, гледаа како се моли. И од време на време и тој ги праќаше на практична служба. Од двајца, одете сега вие, пробајте сами да видите како тоа функционира. Пробајте да исцелувате, пробајте да изгонувате демони, пробајте ова што го правам јас да го правите вие. И потоа се враќаат на рапорт и кажуваат како поминале, што било, како било. И тој ги поучува што е важно, а што е неважно во нивната перцепција. Практично тоа е активно училиште, најдобро училиште, со најдобриот учител. Тоа е и античката форма на академија, нели, учителот, не знам, Платон, ги совира учениците и тие живеат со него и заедно се поучуваат и така настанала академијата, факултетите, универзитетите и така и настанало и Христовото училиште со учителот кој ги собрал учениците и ги поучува. И ние читаме дека тие луѓе добро знаат што зборуваат. Нели, апостолите, да речеме, читајте во Дела апостолски како проповеда Петар. Има неколку проповеди што Петар ги дава. Како се навраќа на старозаветни текстови, како прави паралела помеѓу старозаветен текст и новозаветен контекст на Христос кој веќе дојде да го исполни словото од Стариот Завет. Како одговара на предизвиците кога луѓето ќе прашаат, браќа, што сега да правиме, или кога, не знам, фарисеите или свештениците ќе му се спротистават, како одговараше. Сето тоа подразбира познавање. Гледаме дека добро го знае Стариот Завет, дека знае да прави правилна екзегеза на старозаветен текст со херменевтика во даден контекст, да даде конкретен одговор на дадена ситуација. Тоа е теологија практично. И Петар тоа многу добро го прави, и другите апостоли многу добро го прават. Нели, нивните посланија се дело на нивното знаење и нивни ракописи. Пишували, не знам, на грчки, значи мора да знае и друг јазик грчки кој го употребува за да може да го расшири гласот помеѓу другите народи. И кога ги читаме нивните посланија или евангелија, не можеме да кажеме овие не се теолози. Па кој е теолог? Јас и ти ли сме теолози, ако Петар не е? Мислам, смешна е забелешката. Или исто ако ги читаме Стефан, Филип, да кажеме, како нели, ако кажеме втор ред после апостолите, џаконите, нели, Стефан и Филип. И Стефан кој стана страшен проповедник. По синагогите проповедаше, луѓе се обраќаа и кога го доведоа на суд, го читаме неговото образложение и одбрана на суд. Како се враќа на целата традиција на Израел, раскажува што е логиката на нашата историја, што биле нашите отци Авраам, Исак, Јаков, па Мојсей, па Давид, зошто сето тоа се случувало за да дојде овој за кого ние ви проповедаме. Има перспектива на целиот старозаветен текст и прави нели општа порака. И сега од нас да се праша, нели можеме ли ние да раскажеме што е суштината, главната нишка на старозаветниот текст и да поентираме на крај позитивно, да го сведеме сето тоа на личноста на Исус Христос. Тоа го прават. Еве Филип спомнавме. Исто така. Препознава Исаија, зборува, да објаснува кој е, што е. За Павле да не правиме муаве. Тој и претходно се занимаваше со теологија, беше фарисеј, ученик кај нозете на Гамалаил, на еден од најпознатите рабини на тоа време. И тој беше негов ученик уште пред да стане христијанин. И
дури кога имаше средба со Исус, нели, кога Исус му се јави како светлина и го повика да му служи, Павле во Галатјаните вели дека поминал одреден период во Арабија. 3 години во Арабија на консолидација сам со себе. Знаете, друго е да ги знаете старозаветните текстови без да го знаете Христос, а друго е да го запознаете Христос и да се навраќате на старозаветните текстови да видите што тие всушност сакале да кажат. И Павле има консолидација сам со себе. Дури во едно време и повлекување во Тарс, Варнава доаѓа и го повикува: дојди со мене заедно да служиме во Антиохија, да ја водиме црквата. И Варнава со неговиот дар на утеха го поттикна Павле да го искористи неговото големо знаење за слава Божја. И Павле знае како, него го читаме како им сведочи на паганите, на обичните луѓе, како им сведочи на евреите, како сведочи во синагога, како сведочи на обичен плоштад, како сведочи помеѓу филозофите, како дебатира со епикурејците и стоиците, како проповеда на плоштад во Атина, и знае да се справува и со грчкиот свет, и со филозофијата, и со еврејската теолошка традиција, и со сите предизвици со кои се соочува. И Петар дури во своето 2 Петрово 3:16 вели: Павловите ракописи не се лесни за разбирање. Петар вели: неучените и неутврдените ги изопачуваат. Сам Петар вели: многу луѓе не сваќаат што Павле сака да каже. Неучените и неутврдените ги изопачуваат неговите списи, неговите писма, посланија. И тоа е црквата, првата црква беше, извештајот ни вели дека беше постојана во апостолското учење, во молитва, во раскршување на левот, во заедничање. Апостолското учење се ширеше, се работеше на тоа. Постојано се собира во храмот и по домовите и се поучуваа. Затоа кога настана прогонство во Ерусалим и се раштркаа на сите страни принудно по Јудеја и Самарија, евангелието се ширеше затоа што тоа е опремена војска. Како Филип кога дојде во Самарија и тоа се шири. Луѓето беа спремни, знаеа како да сведочат, знаеа како да, да формираат група, да отворат црква. Да се прашаме дали ние како црква сме спремни ако се раселат некои луѓе по диаспората да бидат кадарни таму, да водат други народи, да основаат цркви, да подигаат ученици. И тоа е задача на целата црква. И и во Стариот Завет имаме класично учеништво. Сега го левитите и свештеничката служба, негова традиција на поучување, на пренесување на знаењето од генерација на генерација, потоа и по синагогите кога почнаа да се собираат. Но гледаме и за пророчки школи. Илија како зачетник на едно ново, како да го наречеме, харизматско движење во старозаветен контекст. Во време на криза служеше како голем пророк, но подигна момок покрај себе, ученик, кој дури правеше потоа исти многу слични чуда. Елисеј, гледате, она што Илија го правеше, потоа Елисеј дури и во засилена форма малку го прави. И Елисеј имаше момок, како што Илија го имаше него. Ама за Елисеј читаме дека градеше и училиште, изградија, се собираа пророци, па имаме таму во Стариот Завет кога читате оној настан кога градеа како секирата им падна во вода, па на чудесен начин се избави, па како еднаш јадеа храна отровна и по чудо Божјо се очисти горчливата храна и преживеа. Сето тоа се примери и таа традиција на пророчко училиште доаѓа до кулминација во најголемиот меѓу пророците, а тоа беше Јован Крстител како претходник на уште поголемиот од него Исус Христос.
И тоа се нели теолошки традиции на кои што ние сме предизвикани да се надоврзуваме. Теологијата веќе во наше време е збир на илјадници страници сведоштва, искуства, теолошки образложенија, дискусии, коментари, речници, конкорданси, граматички анализи, што се нема. Денеска па со интернет само колку помина 25-6 години, 27 години како сум почнал да студирам теологија официјално, иако со теологија се занимавам и пред официјално да студирам, затоа што секое проучување и желба за знаење е практично процес на теологија. Колку беше потешко 27 години наназад да набавиш, не знам, добар коментар, добар речник, добра конкорданса, па се мачиме, па бараме извори. Сега на интернет само напишеш што те интересира и ти излегуваат документи, особено ако знаеш англиски, па тоа е море на извори и на можности. Сега друг е предизвикот, со толкаво море на можности, како да селектираш што е добро, а што е лошо. И се нуди секакво џубре. Како да препознаеш дека ова вреди да се слушне, ова е за никаде, ова не вреди. Тоа е сега поголемиот предизвик. Да се селектира информација. Да се препознае што е позитивна информација, што е ерес, што е заблуда. И меѓу другото, затоа ни треба во црковување. Не можеш само сам да седиш или да кликаш на интернет, слушаш проповеди, нешто слушаш, читнеш по нешто и да не можеш да направиш правилен суд на нештата. Тоа е функцијата на црквата, да ги поучи луѓето како да препознаат блага од вистина, да образложат зошто нешто е ерес или е криво учење, да насочат кон правите извори. Тоа е смислата и на официјалното образование. Официјалното студирање теологија, секако некој може да каже, па јас можам сам да си читам книги, сам можам да си студирам Библија. Официјалното студирање теологија ти помага да бидеш насочен, да ти се даде литература за која се мисли дека е корисна и да имаш исто така евалуација на сопственото знаење. Знаете, некогаш се умислуваме дека нешто знаеме, ама нашето знаење мора некој да го потврди. Некој да каже дека навистина ти знаеш, твојата оценка е толку. Сега си положил, сега си паднал, не може со ова да се помине. Значи, таа евалуација е важна, за да стекнеме и правилна слика за себе и за своето знаење и за својот предизвик да се унапредиме. Тоа е логиката на официјалното образование. Некој друг го поминал патот, за да може да му дозволи на друг после него да го помине патот. И сето образование така функционира. Затоа највисокото образование, не знам, има предизвици за магистерии, за докторат, па потоа кога на тебе некој ќе ти даде оценка и ќе ти потврди дека нешто си научил, ти можеш на други да им кажеш дека нешто научиле. И тоа е логиката на образованието. Теологијата се занимава и со целиот свет, не само со Бога, односно со светот затоа што е Божи свет. Теологијата ни помага да имаме холистичка, целовита слика за стварноста. Да можеме да разбереме политички текст, политички говор, да можеме да разбереме уметност, да можеме да разбереме филозофија, да можеме да разбереме наука. Теологијата ни помага да проникнеме во суштината на нештата. Не можеш да разбереш историја ако не разбереш црковна историја. Тоа се, мислам, можеш, ама суштината на историјата не можеш да ја фатиш, затоа што процесите историски Бог е вмешан во тие процеси. И ако ти го исклучиш него од тие процеси, ти ништо не сваќаш за историјата. Овие случувања и што денеска се случуваат, не знам, и со војна во Украина, и со војна во Израел, и со
сите премрежија со Трампови, Бајдени, Путини, ваму таму, сето тоа не е вон контрола Божја. Господ не е исклучен од тие процеси. Но ние треба правилно да имаме перспектива за стварноста, познавајќи го Бога. Еден од најголемите теолози на 20 век, Карл Барт, вели теологот има предизвик да ја држи Библијата во една рака и дневниот весник во друга рака. Сега веќе весниците се застарени, ама лаптопче да можеш портал некој да отвориш и да читаш што се случува во светот. И да правиш баланс, познавајќи ја добро Библијата, да знаеш што се случува во светот. И знаејќи што се случува во светот, да знаеш да ја примениш Библијата. Немаме што да му понудиме на светот ако не го знаеме добро Словото Божје. Уште повеќе ако не го знаеме авторот на тоа Слово. Нема што да му понудиме на овој свет. А овој свет е во криза, е збунет, во лудило. И му треба глас на разум, глас на просветление, Божја мудрост. И за тоа треба кандидати. Господ бара луѓе. Господ и денеска бара луѓе, како во времето на Исаија. Имам важни пораки да им пренесам на овие луѓе. Има ли кандидат што ќе зборува во моје име? Во времето на Исаија беше тешко време и ретко имаше кандидати расположени за таква работа. Дури Јеремија, кога го повикуваше, Јеремија вика: млад сум, кај ме најде мене. И Исаија вели, добро, еве, ама гадна ми е устата. Секакви гадни зборови излегуваат од оваа уста. Ако можеш да ја прочистиш оваа уста, добро, испрати ме. Господ допира со жар и спремен да проповеда. Жетвата е голема, вели Исус, работници се малку. Полињата се зрели, но фалат гласници. И реков, целата црква е повикана да сведочи, а сепак Бог повикува и специфично луѓе кои што ќе се одлучат да целосно влезат во таа служба. Да целосно го служат. Како, да речеме, полновремено ангажирани работници на полето Божје. Јас би ве предизвикал сите да си направите напор да раснете во сознанието на Бога и во сознанието на светот кој е Божи. Со учење, секој ден не губете време да стекнете нова информација, ново знаење, пред се поврзано со Бога, но и секое друго знаење кога е укомпонирано со знаењето за Бога е корисно. И да си дадеме ангажман. Присуството на црквата во еден народ треба да го подигне капацитетот на тој народ по сите рамништа. Медицината да биде подобра, и политиката да биде подобра, и демократијата да биде подобра, и науката да биде подобра, и чистачите подобро да ги чистат улиците, и готвачите да прават подобра храна. Сите сегменти на живењето мора да се подигнат таму кај што црквата вистински е присутна. И тоа е предизвикот. А ние треба да дадеме придонес. Нели, од кого ќе очекуваме да биде просветлен или да биде политички едуциран, ако не од христијаните, ако не од луѓе на книгата. И тоа е вистински предизвик. Но сепак, нели, и луѓето што сакаат да бидат посветени, може би уште поголем предизвик има да се посветат на теологијата. Ако слушате сега, додека зборувам и нешто во вас гори и велите сакам јас ова да го правам, тогаш поставете си прашање дали сакам да тргнам без оглед на околностите, на цената која треба да биде платена. Знаете, имаме такви сцени. Зборувавме за Елисеј. Се сеќавате како Елисеј со 12 волови, како беше 8 пара волови, мислам дека беше 12 пара волови. Земјоделец работи на имотот на татком. Илија доаѓа како искусен пророк, гледа во него нешто што нема во другите луѓе и ја фрла пророчката наметка кај него. Елисеј разбира дека тоа е повик за учеништво.
И вели, ако можеш да ми даеш само малку време да одам да се поздравам со татко ми и мајка ми, доаѓа. Оди таму, закола, принесе жртва со воловите, плуговите ги искористи за паленица, да запали жртва паленица, организираше банкет со своите најблиски и тргна во непознато, заедно со Илија. Беше и сведок на вознесението на пророкот Илија и наследник на неговото дело. Апостолите исто така читаме, нели? Со мрежи, со риби, Петар и Андреј, Јаков и Јован со татко им, имаа и бродче, и мрежа, и беа добри рибари. Еден ден Петар се мачеше никако да фати риба и таман се потфати. Цел брод полн со риба. Исус му вели, ајде сега со мене. Батари и риби, и бродови, и мрежа, и се. Ќе бидете рибари на луѓе. И овие тргнуваат, оставаат Јован и Јаков, и татко, и брод, и мрежи, и се. И тргнуваат, не знаат каде. Уверуваат на учителот, дека тој знае каде. А Исус се покажал добар стопан и добар учител за оние кои решиле да му веруваат и да тргнат по него. И тој се погрижил, провидел, нашол начин како тоа може да функционира. Верувам дека ова пригода, ова дискусија за теологијата, еве сега ова го зборуваме за во чест на дипломирањето на ИКО, но верувам дека ќе покрене интерес и кај други луѓе да се посветат на тој предизвик, да се заложат за тој предизвик. Јас би рекол, теологијата е една од, ако не и единствена наука, од која сигурно нема да има штета. И еден испит да имаш, нема да има штета. И една година и што и да е, од тоа не може да има штета. Може да има само корист. И за себе, и за другите, и ти отвара хоризонти кои само Бог знае кај им е границата и до кај може да одиш со тоа што ќе го правиш и ќе го стекнеш за Бога. Пред да му дадам збор на Ико, сакам да се помолиме кратко и да продолжиме со се тоа. После ќе се молиме и за Ико конкретно, а сега повеќе ќе се молиме заедно. Господи, фала Ти што не остави во незнаење, што Библијата која со векови беше приготвувана како слово и откровение за нас, дојде и до нас овде во Македонија во 21 век на наш разбирлив јазик. Фала Ти за сето сознание кое го имаме од пророците, од апостолите, од теолозите, од црковните дејци низ историјата. Фала Ти за тоа богатство на сознание. Те молиме, Господи, да и нас како црква не обучиш, не потикнеш да Те познаваме уште подобро, уште подлабоко, да имаме и желба и другите да ги поучиме за Тебе и за Твојата вистина. Во секој еден од нас создај глад и желба и жет Тебе да Те запознаеме. Уште повеќе да Те љубиме, познавајќи Те да Те возљубиме. Помогни ни да бидеме гласници, сведоци, проповедници на Твоето Евангелие насекаде околу нас. Нека Твоето Слово расне во нас и нека Твоето Слово се шири од нас кон другите луѓе. Помогни ни, Господи, во сето тоа. Благослови оваа заедница, благослови го водството на оваа заедница. Те молам да раснат во сознанието за Тебе, во длабочината за Тебе, во квалитет и во квантитет. Благослови ги, Господи, непречено да раснат и да напредуваат. Секој поединец да Те познава, Тебе единствениот вистински Бог и испратениот од Тебе Исус Христос, за да има учество во вечниот живот што Ти ни го даваш. Те молам, Господи, да повикуваш и нови водачи, нови проповедници, нови гласници на Твоето Слово, амбасадори
на Царството Небесно во овој темен свет. Нека Твоето Слово се шири, нека Твојата слава се шири, биди прославен во името на Исус. Амин.